Добро вечер, драги гледачи. Јас сум Дардан Венецки, а вие следите емисијата Македонија мајка на светот. Тема на вечерашната емисија е во име на вистината. Ова е втора емисија во мини серијалот, а насловот на вечерашната емисија ќе биде потекло на европјаните. Мислам дека откривањето на оваа вистина, оваа работа ќе расветли многу работи од денешнината, ќе даде одговор на прашањето зошто ги имаме сите овие проблеми ние денес така жестоко да не притискат да се самоизбришеме. Древното македонско минато е најголемата светска мистерија. Македонското минато е прикриено со пепел и она што се проучува, што е штуро, извртено, фабрикувано. Светот македонската историја ја изучува во рамките на грчката историја. Така е во новокомпонираните истории од новокомпонирани историчари од 19 и 20 век. Овие истории се во директна спротивност со се она што го напишале античките автори. Во името на вистината, јас вечера со мојот гостин ќе се обидеме да извадиме вистината за Македонија на виделина со помош на записите од античките автори, но и од она што го запишале современите објективни западноевропски историчари и историчари од обкружувањето, се разбира. Тоа ќе го сториме во овој мини серијал што го најавив. Во претходната емисија зборувавме на тема изворот на европската цивилизација, во која што видовме каде е извориштето на настанокот на првиот човек на европскиот континент, културата, писменето и така натаму. Зборувавме за староста на името на Македонија и неговата распространетост по светот. Условите за настанок на светот и движењето на народите. Делумно, тоа и денес ќе го зборуваме, тоа ќе ни биде централна тема. Значи, во вечерашна емисија ќе зборуваме за потеклото на европјаните. Но пред да предаме на вечерашната тема, нешто останавме должни од минатата емисија. Кажавме каде се е распространето македонското име, меѓутоа останавме должни да кажеме што е неговото значење. Нова тема сум зборувал повеќе пати, нема да должам, ќе бидам моето излагање на тој дел ќе биде многу кусо, за да не се повторувам, но ќе се задржам само на оној дел од името кој асоцира на староста на истото. Само накусо ќе замолам, господине Поповски, вие сте од Мијачијата. Бидејќи се работи за прастаро име, вие во Мијачијата имате еден израз мајче. Да објасниме на гледачите што значи во јазикот на мијаците мајче. Кај нас во Скопје го нема. Кај мијаците се задржани многу историски моменти кои сподсетуваат на историјата на македонскиот народ во најдалечните времиња и зборот, односно и самата именка мајче представува етимолошка личност, што значи име на божицата Ма. Тоа е еден вид нагалено име на таа божица, која што ја има не само во Мијачкиот крај, туку ја има во Епир и Тесалија. Значи, мајче е позната како личност од етимологијата, како најстаро божество во македонската митологија. Така, мисле во денешниот говор кај бијаците, тоа јас колку што знам е стара мајка или баба. Да, и стара мајка и баба, меѓутоа нејзиното значење е тоа. Нема сомнение. Да. Значи, Македонија во основа на своето го има Ма. Ма. Или
мајка. Да. И до ден денеска тоа се знае. Бидејќи се работи за прастаро име, асоцира на староста на стара земја Да. или мајка земја. Можеме ли тоа така да го толкуваме? Може, тоа. Има ли постара држава и народ во Европа? Нема. Името Ма, заправо македонскиот народ во минатото, повеќе се изразувал во слогови. Значи не ги кажувал зборовите во целина. Ма е кратенка на мајка. Божицата Ма се јавува и по две други варијанти. Како Мадона и како Макета, што значи дека за тие називи се крие името на Македонија. Тоа еускратена форма. Ако говориме за тоа како настанало името Македонија, науката досега нема експлицитен одговор на тоа прашање, туку се потпира исклучиво на наративните извори од праисторијата. Во тие наративни извори ние дознаваме дека името Македонија го добила по божествата Зеус и Тија, кој бил, односно на нивниот син кој се викал Македон, брат на постариот брат Магнет. Значи, го имаме во митологијата, според други извори, значи од истиот период, преисториски период, се знае дека, односно се предпоставува дека Македон бил син на Дион и Антехија, што зависи од тоа во кои македонски средини се создадени овие божества. Ние во практиката знаеме дека Македон се јавува во две варијанти. Прво, како етимолошка, односно како митолошка и како историска личност. Повеќе е прифатлива во историјата историската личност дека Македон во еден историски период владела со таа територија која го носела името Македонија, пошто и тој го доби своето име Македон. Друга варијанта дека Македонија го добила името по Македон, кој владела со таа територија. Меѓутоа, морам да ве дополнам, Македонија го носи своето име по Божјата мајка, една од ретките земји што го носи не само по Македон. Јас тоа кажав на почетокот. Така, значи го кажавте. Ова го повторувам за да го поврзам со еден друг факт. Со најстариот мит за настанокот на светот од македонската планина Олимп. Да. Или Омбал, како што го нарекува Ташко Белчев. Запишен е Роберт Грейвс, најголемиот познавач на митологијата, 50 на години работи на древната митологија. А тој гласи, прво беше таа, Божјата мајка, големата мајка, која сама без никого го родено и горниот небото, Уран или Гуран, како што го вика Васил Илјов, па се вкрсти со него. Резултат на тоа вкрстување, сета жива и мртва природа, сите животни и сите луѓе од планетава Земја. Тоа е македонската митологија од Олимп. Значи, со вкрстување на првата и на првиот. Затоа крстот е најстариот символ на македонската земја и вие го обработувате во својата книга. А крстот се чита ИА на древномакедонски земја, составена од две древномакедонски букви. Хоризонталната линија е буквата А во древномакедонската. ИА, со ИА. Добро, тие го имаат земено како во гласовна форма. Така е. Значи, крстот се чита ИА и значи земја на првата и на
првиот. Затоа Александар го носи на своите раменици белиот крст. А на каменот од розета ние имаме запис, ова е само извадок, во кој се вели на рамењата на хероите да се навезе крстот, символот на Македонија. Гледате како е се поврзано. На истиот од каменот од розета ќе прочитате дека македонците се нарекувале себе си децата на Мо или на Ма, но и децата на водачот, на создателот, првиот. Значи, земја на првата и на првиот. Сега се отцира на нешто прастаро. Но не е само на каменот од розета. Туку ние тоа го среќаваме. Децата на Ма го среќаваме во многу артефакти со милениуми наназад. Значи, на артефакти со надписи на древномакедонски јазик и писмо. Тамо многу добро стои дека се тоа децата на Ма, на мајката Ма. Токму така. Ма е мајката. Скратеница, бидејќи слоговно пишувале, токму е така. И вие толку обработувате во книгата. Господине Поповски, ај сега да прејдеме на потеклото на европјаните. Многу нешто ќе ни открие. Кои се најстарите жители на европскиот континент, од каде тие потекнуваат, каде се населени и под кои имиња се појавуваат? Светската историска наука и научна мисла последниве 70 години отиде многу напред, благодареки на најновите геолошки, археолошки, антрополошки и од сите други историски дисциплини, кои на науката и дадоа одговор на многу нејасно дефинирани прашања, и со тоа се разрешија многу дилеми кои со столетија наназад го мачеа научниот свет. Значи, се работи за артефакти кои разоткриваат вистинската историја на човековиот род. Науката веќе престана да се движи, да се врти во круг како досега, да измислува квази тези и шупливи идеологии, и конечно историјата да почне да се гради врз објективни основи. Македонската наука и историја постигна исто така во овој период многу со тоа што се зацрсна хипотезата дека на македонскиот полуостров е родена првата цивилизација на европскиот континент и во светот воопшто. Значи, ако земеме артефактите кои се на располагање како драгоцени доказни средства, тогаш се излегува дека таа цивилизација била прва и единствена која се појавила на нашата планета. Најдобар пример за тоа кажува скелетот кој е пронајден во Солунско во една пештера, кој се оценува дека е стар нешто повеќе од 600.000 години. На другите простори каде што се родени другите цивилизации, например во Азија, во Африка, скелетите не се постари од 280.000 години. Тоа значи се работи за еден огромен временски период разлика. Јас ќе кажам една работа што ни ја презентира Херодот, кој вели дека кога отидов во Египет, вика, и таму, вика, во една црква, свештениците во градот Мемфис ми раскажува една сторија која многу ме заинтригира. А тоа е дека египетскиот крал Пхасимест, кој живеел во 7. век пред новата ера, формирал своја група учени луѓе и им поставил задача да проверат, односно да истражат кој народ е најстар во светот.
Тоа е интересна работа. Затоа им дал неколку години да можат да истражуваат на сите континенти. По нивните истражувања, Херодот вели дека тие отишле со одговор дека најстар народ, кој до тогаш се сметал дека е египетскиот народ, според други теории индискиот народ, дека бригите се најстариот народ на нашата планета. Тоа зборува дека се работи за прва цивилизација создадена на македонски етнички простори. Таа цивилизација го носела името Пеласки. Пелас, самиот збор е древномакедонски збор, кој што значи бело, бела. Зато ли нашата престолнина Бела? Да, и имаме на пајонците Бела, Пелопонес, Пелагонија, Белагонија, и Белопонес. така натаму. И Пела имаме исто така и во Мала Азија. Е пренесено, се разбира, од Македонскиот полуостров. Што значи дека самиот збор Пелас значи бело, а го имаме и во македонските дипломатски говори. Во тие говори го среќаваме и во една друга варијанта. Освен бело, се вели белузлаво. Што значи дека се работи за бела ариевска раса. Со тоа се демантираат сите теории врзани со тоа дека животот на европскиот континент и воопшто животот на светот почнал со грците, значи со хелените. Хелените во прво време се трансформирале во две групи, во анти и венети. Антите го зафаќале, заправо го населувале централниот и западниот дел од Македонскиот полуостров со еден од најголемите населени места кој се викал Антипатрија. Антипатрија е денешен Белград, односно Берат во Матија, денешна Албанија. Венетите го населувале просторот јужно од планината Олимп, Тесалија и приморските области со островите во Егејското, Белото и Црноморото и Средоземното море. Што значи тие биле распоредени на целиот македонски полуостров. Меѓутоа, после неколку милениуми од развојот на тие етнички групи, кои биле, се разбира, и родовски и јазично сродни, се јавува една друга етничка група, од тие заправо се трансформирала друга етничка група, која го основала јазикот, односно јазикот го трансформирала во писмо. Тоа се феникиците. Феникиците го несувале просторот помеѓу Орестида, областа Орестида, на Епир, имаме Крестонија која се наоѓа област источно од Солун. Значи, на тој простор биле феникиците, самиот збор фен, значи, пошто го добиле и тие своето име, фен значи глас, буква, збор. Така што писмените луѓе. Да, така што тие живеле на тој простор со најголема населба која во тоа време била формирана на тие простори. Тоа бил градот Феники, а тоа е денешна Јанина. Значи, овде нема ништо туѓо, ништо од надвор. Се тоа створено на македонски етнички простори. Со време се разбира, тие етнички групи, антите и венетите, се трансформирале во повеќе етнички групи. Меѓутоа, сите тие го носеле името на Македонија. И тие етнички групи го добивале името по својот водач.
Значи, во 80%... Тоа е традиција. Тоа традиција, 80% од називите на тие етнички групи, како што се, например, Лидијците по Лики, ликијците по Кили, или траки, по дарданци, дарданците по Дардан, тројанците по Трој. Сите тие го добивале името по своите водачи, кои се викале во прво време зетови. И териториите, заправо обштествените територии што ги формирале тие како етнички групи биле нарекувани зети. Зети ние имаме кои останале дури и во средновековниот период на овие простори. По порастот на населението на овие простори, тие етнички групи почнале да се движат кон исток и кон запад, по должината на екваторскиот појас. Значи, кон Медитеранот, никако кон север. Зашто? Затоа што на север веќе биле покриени се уште тие простори со дебела ледна покривка. Значи, да бидам појасен, северно од долното течение на реката Дунав, односно североисточна Европа, централна Европа и северозападна Европа била под ледена покривка. Значи, тие простори воопшто не биле населени поради тоа што таму владеела многу лоша клима. И патеките кои воделе кон исток и кон запад, веќе ги имаме дефинирано кои етнички групи се движеле на тие простори по тие патеки. Значи, македонецот од тоа далечно време продрел на далечен исток. Значи, го среќаваме во Индонезија. Зборувавме во претходната емисија. За тоа, зборувавме, меѓутоа мораме да го потврдиме со фактот дека е таму најден артефакт кој се потврдува дека македонецот стапнал на тие простори и ја восстановил целата топонимија на островите на Индонезија. На една коска од школка, значи е напишано името на богот Ил и името на Македонија, Зета Македонија, што значи дека го имаме 500.000 години пред новата ера името на Македонија. На тие далечни простори новите истражувања сигурно ќе покажат нешто друго, но кои ќе расветат многу други нејасни прашања. Ние имаме на македонските простори многу такви артефакти кои ви заговорат за Зета Македонија, меѓутоа најстарите артефакти се уништени или се земени од овие простори, како што тоа го направија грците во минатиот век, во 1936 година, кога ја уништија целата збирка на Филип II Македонски, од над 5000 артефакти со надписи на древномакедонски јазик, кога видоа тие дека тоа на древномакедонски јазик ги уништија и фрлија во длабочините на Егејското море, за да за секогаш биде исчезнато тоа што се случувало со народите на овие простори. Што се случува по отопувањето на ледениците? По 500 години и отварање на нови широки хоризонти со требало плодна земја. Требало да минат 500.000 години од тој период за да дојде до повлекување на таа ледена обвивка, а тоа се случила во 50-тиот милениум пред новата ера. Значи, по 50-тиот милениум пред новата ера, таа ледена покривка почнала да се повлекува кон северниот пол и јужно од Танзанија кон јужниот пол. Така што така се отвориле нови простори и како се отвориле тие нови простори, така навлегувале
масите миграциони од Македонскиот полуостров кон север и ги населувале северо-источно од Европа, Централна Европа и Западна Европа. Во на источноевропските простори доминираат антите, додека во централните и западните европски простори, северозападните европски простори, доминираат венетите. Венетите и едните и другите од големиот род на пелазгите. Да, тие биле еднојазични и еднородни. Што е многу битно, на тие простори, по преминувањето на тие простори, почнале да создаваат своји организирани општествени заедници. Ние веќе во 20-тиот милениум пред новата ера имаме голема организирана општествена заедница на европско-азиските простори, во кои што влегувале териториите на денешна Украина, Русија, Белорусија, делови од Кина, Пакистан, Афганистан, која го носила името Скитија. Значи, формирана од скити, од племенската група скити. Познато е тоа што значи самиот збор скити. Тоа е типичен македонски збор, што значи луѓе кои патувале, кои скитале. Номадите. Во истиот период, да. Таа општествена заедница значи функционирала од 20-тиот до 17-тиот милениум пред новата ера. Замислете. Втора општествена заедница која се формирала, тоа била под истото име на територијата на северо-западна Африка. Значи, на територијата на денешен Судан, Мали, Оџак и делови од Танзанија. Значи, на тој простор била формирана Скитија. Подоцна, еден милениум подоцна, е создана трета општествена заедница Скитија на северните делови од британските острови. Тоа е денесна Шкотска. Тоа име Скитија, што го носила Шкотска, подоцна е модифицирано во Шкотија и Шкотска. Така што, значи, на овие простори, речиси во меѓу 20-тиот и 10-тиот милениум пред новата ера, имаме три општествени заедници формирани исклучиво од антите и венетите, односно од нивните етнички групи. Само ќе продолжите. Да. Која е врската Венети-Словени, за да биде појасно за гледачите, да може да полесно да го разберат она што ќе го зборувате во понатамошниот тек. Интересна работа. До 6 век, открит до Балтик наоѓаме Венети, одеднаш во 6 век ги снемува, открит до Балтик се појавуваат Словени. Добро, тоа што се случило во 6 век? Современата... Кои се Венетите? Да. Што вели науката за Венетите? Современата наука, денес, например, секаде каде што научните работници настапуваат со своји научни тези, кога зборуваат за пелазгите, ги нарекуваат пелазги протословени. Што значи сите се словени. Токму така, прасловените. Значи, да. Протословени секаде ќе сретнете, значи, во објективната наука. А во случајов за антите и венетите, тие се разликувале по диалектите. Ништо друго. А биле од исти род. Значи, од исто родовско стебло. Иста култура. Значи, му припаѓале на исти корен, на исто родовско стебло, само се разликувале по некои јазични варијанти. Ништо посебно друго. Припаѓале на еден исти род. И, значи, пред уште 10-тиот милениум пред новата ера, да укажем и овој интересен податок, дека североисточно од Нью Йорк на Атлантскиот океан е основана нова Скитија
во 13-тиот милениум пред новата ера, замислете. Со тоа се руши тезата на Христофор Колумбо, за кој се вели дека е открил Америка во 1492 година. Значи, таа теорија се побива, бидејќи 14 милениуми пред тоа, македонците стапнале на тие простори. Сите тие етнички групи кои ги населувале европските простори, зад себе оставиле на македонските етнички простори оставиле своји неизбришливи траги. Да почнеме, например, од Русија. Ние имаме по топонимијата и по личните имиња. Имаме топонимите Русчук, Русе, Русиново, ги имаме во личните имиња, например, Русе, Русеин, Рустана, Руска и така натаму. Значи, тие оставиле своји вистински траги. Московитите, што нели кажавме минатиот пат. Цитиравте. Да, цитиравме дека и московитите и русите формирале една општествена заедница заеднички и московитите потекнуваат од овие простори кои оставиле своји траги. Например, на територијата меѓу Белград, денешен Берат, во Матија, денешна Албанија, до Скопската котлина, значи постоела територија која се нарекувала Московија. Имаме тука многу топоними. Го имаме Москополе во Албанија, го имаме московјани во Кичевско, потоа го имаме московишта тука на Скопска Црна Гора. Имаме многу села во денешна Албанија кои се викаат Моско, Москино, Москиново и така натаму. Значи, тоа се историски факти од кои нема бегање. Имате интересен цитат ви од Харалд Ламф во книгата. Вели, руските владетели зборувале без преведувач со македонците, со македонските, цареградските и киевските словени. Да. Тоа е западен автор од Америка. Да. Да земеме, например, пољаците и чесите, дека потекнуваат од овие простори. Например, на Пелопонес ги имаме топонимите Варшова, го имаме Краков, го имаме Закопане, Каменице и многу други. И кога германскиот истражувач Фалмерајер истражувал на тие простори, тој има напишано книга Мореја, а тоа е Мореја, значи Пелопонес и приморските области се викале Мореја. Тој има напишано историја за Мореја. Бил фрапиран кога ги чул тие топоними на Пелопонес. Значи, како што гледаме, етничките групи кои го сочинувале Пелопонес се Милци, Езерци, Полани и Чеани. Што значи дека се тука од тие простори влечат предците на пољаците и чесите. Сите овие, тоа совршено добро го знаат, значи научниците на Полска, Чешка и особено русите тоа го потенцираат по повеќе извори. Германија, например. Во Беломорска Македонија имаме планина која се вика Герман. Имаме многу села во Македонија кои го носат името Герман. Герман имаме на Преспанското езеро, кое што е родното место на македонскиот цар Самуил. Тука е неговиот целиот род, тука се погребани сите негови предци. Значи, имаме топоними, а имаме и лични имиња. Личните имиња ги имаме како Герман. Вие ако ги земете, например, пописите на Венецијанската република од 6-тиот, 7-тиот, 8-тиот век и подоцна,
Значи, во 16-тиот, 17-тиот, 18-тиот век, во турските пописни дефтери, ќе видите лични имења каде има многу германови и така натаму. Значи, тоа е веќе општо познато дека и германите водат потекло, како што кажавме во претходната емисија со германскиот крал Теодорик, кој признава дека има македонско потекло, нели? Вие во книгата имате стотини автори. Интересни податоци имаме, например, ние за другите народи, западно од Германија. Например, го имаме за Австрија, Виена е од Венетите. Источно од Виена имаме град кој се вика Венета. Потоа ја имаме Венеција, која првобитно била наречена Венета. Потоа имаме обштествено организирана обштествена заедница на просторите на Австрија, на Северна Италија, на Германија, Јужна Германија и на Швајцарија, која се викала Венетска република. Значи, тука имаме во 6-тиот милениум пред новата ера. Понатаму, како настанале другите народи на тие простори? Овде се познати, например, на македонските простори во прво време над 76 етнички групи. Меѓутоа, подоцна од тие групи нараснале до 120 етнички групи кои потекнуваат од антите и венетите, односно од пелазгите. Што значи дека тие етнички групи стигнале на многу простори. Да земеме, например, Франција. На просторите на денешна Франција први дошле венетите. Затоа постојат многу топоними по цела Франција. Јас тука во мојата студија имам една област каде што има околу 90 топоними со името Венета. Понатаму, дека после венетите дошле нивните потомци кои го носеле името лутеки. А лутеки е типичен македонски збор, што значи лутачи, кои лутале. Така. Потоа, после нив дошле парисиите. А лутеките се од овие простори. Значи, после нив на француските простори како етничка група дошле парисиите. А парисиите, нивната територија на Македонскиот полуостров се наоѓала на територијата помеѓу Елбасан, Дебар, Кичево и Гостивар. Значи, на тие простори биле тие така наречени, не така наречени, но кои биле, кои што се ствувале во вистинска смисла на зборот, како етничка група парисии. Тие ли го формирале Парис? Да, тие го формирале Парис. Имаме, сакам да кажам дека на овие простори имаме остатоци од нив. Значи, кои оставиле своји траги, го имаме Париш. Имаме во околу Елбасан, имаме Париси, имаме во Кичевскиот дел Париш и така натаму. Значи, тоа е веќе научно докажано. Понатаму, додиме, например, на англиските простори. Многу топоними од Македонија на англиските простори се пренесени од Македонскиот полуостров и од Мала Азија, каде што живело исклучиво македонско население. Целата околина на Лондон е со топоними од Македонскиот полуостров кои постоеле во тоа време на овие простори. Што значи дека тие се и самиот, нели, овој научник Јорданес, што го кажуваат овие за да му дадат некако грчко потекло. Јордан? Тој се викал Јордан, научник кој живеел во 6-тиот век, и тој многу добро кажува дека Англија, односно британските острови, биле населени од делови од Македонскиот полуостров и од Скитија. Скитија, која се наоѓала
на украинските простори. Значи, од украинските простори, тие жители, нивните патеки воделе на британските острови. Значи, тоа е податок што зборува дека сите тие делови од европскиот континент биле покриени исклучиво со доселеници од македонскиот полуостров. Подоцна на тие исти простори продреле потомците на венетите. Тоа се галите. Галите ја населувале денешна Франција, пошто Франција го добива првото име како Галија. Потоа дошле келтите. Келтите ги населувале просторите на денесна Шпанија и Португалија. Што значи дека сите тие простори биле покриени со население од антите и венетите. Затоа има, значи, многу голем доказен материјал кој што е и подоцна правен од познати научни работници. Ние минатиот пат кажавме за англискиот професор историчар кој што кажал дека Англија заправо незината култура почива на културата на словенските народи. Меѓутоа, тој има една друга многу јака реченица кога вели дека британските острови се колонија на словенските народи на Балканот. А докаде има напишано дека да, значи, колонија на Југославија? Поголем факт од тоа, дали ние бараме повеќе? Не. Како се викала порано областа, односно државата Велс, делот од Велика Британија? И велшаните, Велс го добиле името по богот Велес. Значи, тие велшаните го добиле името по богот Велес. Има многу историски материјал. Чисто словенско божество, венецко. Венецко, сите се венети. Има многу наративен материјал, значи пишани материјали во кои се говори како, например, велшаните воделе чиста војна во врска со јазикот со бригите, односно со британците, кои барале да се задржи древниот јазик и да се воведе древниот јазик во образовните институции. А тоа не го дозволувале британите, значи бригите. Британците го добиле името по бригите. Меѓутоа ги избришале после. Да, после и тоа јазикот и културата. Да, така што, мислам, тие сите народи... Велс во старите извори е Венедотија. Да, Венедотија. Повторно венецка земја. Венедотија имаме и Хрватска се викала Венедотија. И така што имаме многу територии, и Германија се викала Венедотија, известен историски период. Значи, и во Франција имаме Венето, и во Италија, кажат дека во само Швајцарија. На еден простор има тамо преку 80-90 топоними со Венета. Да земе, например, областа Бретања. Бретања се разбира дека го носи името по бригите. Меѓутоа, Бретања, областа Бретања на Атлантскиот океан е целата прекриена со топоними кои го носат името Венета. Значи, тоа се историски, непобитни историски факти со кои се докажува и се потврдува фактот дека првите жители на овие простори воопшто на нашата планета биле потекнувале од Македонскиот полуостров. Дека тука се наоѓа родовското стебло на сите европски народи, без оглед на тоа како тие денес се нарекуваат. Вие имате стотици цитати, стотици автори во своите Да, тоа книги. го морам да го документирам, бидејќи да денес веќе не е времето кога се пишуваа книги во кабинети, измислувајќи приказни за разни етнички групи, едноставно за да може да се напише некоја историја. Меѓутоа денес веќе читателот бара факти
Без факти тие се безвредни книги. Затоа јас во моите и минатиот пат кажав дека моите студии се покриени исклучиво со факти. Немам никаде јас зборови каде што значат се мисли, се претпоставува или како што е во нашата историја од 69 2000. Некој претпоставува дека е така и така. Значи тоа го нема. Го има само покриено со аргументи кои што денес ги обилува и светот, посебно Македонија, а за жал Македонија по разни војни што се случувале на овие простори се однесени драгоцени материјали како културно наследство кои оставиле големи траги за тоа што се случувало на овие простори. Јас морам да кажам и една друга вистина која денес ја наоѓаме ние во артефактите што се најдени на различни делови од светот. Например, во артефактите покрај богот Ил и божицата Ма, значи се опишува, вели, нашиот прв народ. Значи тие цивилизации, претходни цивилизации, без оглед на тоа како се нарекувале, се знаеле дека се првите цивилизации на овие простори. Вели нашиот прв, нашиот народ прв. Тоа е аргумент со кој што ништо не може да се избриши, бидејќи е на материјално средство напишан. Тој не може да се бриши. Од тие аргументи денес се плаши светската, западната историографија и се наоѓа веќе доста години во шок, бидејќи не може да најде начин како да се оправда со лагите што ги пласираше во светот, лажејќи го намерно читателот со измислици. И уште еден податок сакам да кажам за да се комплетира ова што се однесува за преселбата на народите од овој простор. Например, кажавме за московитите. Уште еден податок, дека македонскиот елемент од овие простори зачекорил 13 милениуми пред новата ера на американските простори. Зборува и податокот дека во денешен Хондурас имаме област која се нарекува Московија. Значи, таа Московија што сме имале ние во денешна Западна Македонија, тоа име Московија е пренесено и во Албанија и на американскиот континент. Што значи во Хондурас имаме ние област која се вика Московија. Во Московија е најден артефакт од град кој постоел во 10 век, значи од новата ера, 10 век. Што значи дека постојат други артефакти кои тие не можат да ги потолкуваат, а не се достапни за македонските лингвисти, бидејќи да се открива македонскиот елемент, што не им е во интерес, затоа тие ги чуваат во тајни депоа во музеи, за да не се открие висината за Македонија. Хајде да заокружиме на европскиот континент. За да докажам уште малце дека е најден, значи, артефакт каде што пишува нов град. Значи, напишан нов град на древномакедонски јазик и писмо. Што значи дека московитите, освен што отишле на северо-исток, тие отишле и далеку на запад на друг континент. Тоа се аргументи со кои денес може да се дичи македонската нација. И уште еден податок да кажам дека во 13-тиот милениум постоела древно македонска населба на брегот на Њу Јорк, каде што таа населба, откако се дознало дека е древно македонска, е целосно уништена и сите остатоци што биле од таа населба се фрлени во океан.
Значи тоа се факти кои говорат дека да го заокружиме европскиот континент. Дека Западот врши во континуитет антимакедонска политика. Ајде да видиме уште за Крит и за Мала Азија. Кое население живее на Крит по древните времиња? Видите, има многу интересни податоци за тоа, за Крит. Јас ќе кажам една вистина, како ја опишува еден автор, кој што вели, тој е Томсен, данскиот научник Томсен, познат прочен научник, вика, јас се будам ноќно време, вика, од сон и си велам, не може, вика, Грци, така наречени Грци, вика, да има таква висока култура. И вели, таа критско-микенска култура не е грчка. Морам да ја проверам. Бидејќи тој има своја екипа. Бил археолог, научник, истражувач и така натаму. И тој отишол на Крит. И тој вели вака сега. Вика, отидов во Микена, во археолошкиот локалитет Микена и во околните насели, вика, и сега го посматрам населението, вика. Овие, вика, мажите кои се движат по патеките, вика, гледам сега, тие имаат малце, вика, темникава боја на лицето. И мене ми е, вика, совршено познато дека грците имаат темна боја. Меѓутоа, вика, жените, вика, и децата кои се движат, вика, околу или седат под ценките, вика, се чисто бели луѓе. И констатирав, вика, дека се тоа пелазги, дека се првите жители на овие простори кои подоцна го носиле името македонци. Тоа го кажува Томсен. Значи, тука имаме доста артефакти кои, например, се обиделе некои научници да докажат дека имаат грчки карактер, значи дека се на грчки јазик и на грчко писмо, меѓутоа грците одговориле, тоа не е ниту наше писмо, нити наш јазик, ниту наше писмо. Што значи дека Крит, како Крит, бил населен исклучиво со древно македонско население. И да кажам уште еден многу интересен податок за Крит. 13-та година, кога делови од Македонија потпаднале под Грција, се одржал голем протест на Крит, кои не сакале да влезат во државата на Грција и барале да се приклучат во некоја словенска држава, бидејќи се чувствувале како словени. Тоа е историски факт од кој навистина можат да црпат податоци многу историчари кои што сакаат да го докажат тој ентитет кој постоел на тие простори, а е врзан со... И уште во Мала Азија? За Мала Азија беше и да не зборуваме, значи Мала Азија била целосно населена со македонско население. Ние во мојата студија јас давам, например, население кое што и се наоѓа веќе на тие македонско население не од сега, туку од 500.000 години пред новата ера. Значи, имаме теории денеска кои кружат во овие истории, дека наводно по освојувањето на тие простори од страна на Александар III Македонски, значи во 4. век пред новата ера, дека Александар Македонски донесол многу население таму и дека со тоа било пополнето тие простори со чисто македонско население. Тоа има известна смисла вистина, бидејќи Александар Македонски однесол, но однесол административен персонал. Не однесол население, преселничко население. Тоа било староседелско. Значи дека има староседелско население. Од селевкидите и уште од бригите. Па видите што имаме ние во Кина, цели населби македонски. Во Индија, ја минатиот пат кажав дека во Индија службен јазик има македонски јазик кој што е
кој што е веќе во употреба во еден дел од кај населението, кои со зборови кои денес ги имаме во современиот македонски јазик. Така што тие податоци се совршено јасно познати на западната наука, која секојдневно измислува нови теории за да се уништи сето ова што е научно докажано, што е историска вистина, од која нема бегање. Значи, да заокружиме. Вие во своите книги што ги презентиравме минатиот пат, имате стотици и стотици автори со илјадици примери за најстариот народ пелазгите. Не само на овие простори, туку и на целиот европски континент. Еве сега ги потврдивте. Потврдивте тезата преку изјавите на Јордан, германскиот историчар, кој што дециден антите, венетите, словените се повеќе имија за еден народ. Сите од пелазгискиот сој. Стотици сој, не можеме да ги цитираме, ќе ни треба многу време. Многу време. Да. Еве само ќе зададам еден италијански од вашата книга цитат издвоив, Франциско Апендин. Италијански научник, објавил книга во Рим 1806 година. Тој вели, словенските племиња земале голем дел од Европа и Мала Азија. Значи, цела Европа ја покривали и Мала Азија. Вели, преку 30 турски султани зборувале македонски. 48. Ево, он вика преку 30. Константинопол е Цариград, чисто словенско. Да. Турците му дале име Цариград, нели? Да. На дворот во Египет, во времето на Плоидите, се зборувал словенски јазик. Венецкиот, тој уствари, бидејќи словените се од 6 век. Има една, значи, страшни податоци. Не можеме сите да ги цитираме, за многу брзо време беше, да? Јас би кажал само за еден податок. Во 2012 година во Белград се одржа голем научен собир од најеминентни само куса за да ги презентираме доказива. Научни работници од цел свет кои истражувале, а не кои седеле и пишувале. Значи препишувале едноставно, како што прават денешните наши научни институции. Уште се занимаваат со карпатската теорија. И интересно е што сите тие факти што постоеле во минатото веќе се изнесени таму на тој собир и дефиницијата е таму дека првата цивилизација на европските простори е родена на Македонскиот полуостров. Значи заклучок е таму. Тој Марија Гимбутос го тврди, најголемиот. Јас сакам да кажам за еден италијански научник. Само написо ќе ве молам. Тој вели во едно своје излагање таму на тој собир. Вели, јас 4 години се мачев, имав еден артефакт, вика, и 4 години се мачев да можам да го дешифрирам тој артефакт, да видам што пишува на него. И сите ме убедуваа, вика, бе, грчки, тој грчко писмо, вика, и така натаму. Јас не можев, вика, да најдам и од грците да ми покаже некој, ама за некоја случајност најдов на некој, на еден, вика, кој што добро го владее грчкиот јазик. И јас се обратив. И тоа научник, вика, кој се занимава со лингвистика. И тој, кога го погледа, вели артефактот, рече, ниту јазикот, ниту писмото не е грчко. Јас, вика, после тоа, се јавив, заправо имав едно интервју во еден италијански весник, и тука изнесов мои работи што сум ги добил преку истражувачка моја работа. Тоа заинтригира многу, вика, научници во светот. И ми се јавува мене, вика, еден научник и ми вели. Вика, господине, ти што не можеш, вика, да го дешифрираш тој артефакт. Па вели, не постојат, вика, артефакти на грчки јазик и грчко писмо. Постојат само словенски, единствено словенски. На варварски јазик. Ти треба да бараш само, вика, лингвист словен. И јас, вика, најдов лингвист словен и одма се дешифрира тоа. Еве вистината. Сега, сакам да предам на презентирање за се ова што го зборувавте. Јас подготвив еден материјал. Сите историски извори зборуваат за пелазги од Крит до Балтик, од генот на венетите. Русија е во естонскиот јазик Венија, во естонскиот Венелинен, во финскиот Венија,
Виндише, Германија. Да, го има во разни Имаме варијанти, Венецка но река исто значење има тоа. во Македонија, имаме Венето во Франција, Италија, Швајцарија, но британските острови секаде. Да. Секаде ги имаме. Одеднаш исчезнат во 6 век, а на сите истите простори се јавуваат словените. Науката не сака да даде одговор што значи ова. Тоа е само преименување. Да. Ние се ист народ. Рековте за пелазгите. Ќе цитирам Хомеровата Илијада, втората песна од 680 стих па натаму. Хомер вели сите оние учесници кои што ја нападнаа Троја се пелазги, односно дел од тие што ги предводи Ахил, Ахајци, Хелени, Аргијци, во тоа време беа пелазги. Значи, во негово време веќе не се асимилирани. Овиди и Најсон, римски историчар. 12-та песна и 5-тиот стих и 18-тиот стих во неговото епско дело преобразби или метаморфози. Вели на Троја тргна 1000 бродови и сите пелазги. Херодот на десетици места зборува за цел овој македонски полуостров пелазги. Почнува да ги набројува островите. Еден по име, пелазги. На крај вели, сите острови се во Јонското, Белото и Средиземно море се пелазги. Есхил, неговата трагедија прибегарки, живеел во 6 и 5 век пред нашата ера. Тој е атинјанин. Цел Балкан го нарекува Пелазгија. Еврипид, во неговата трагедија е Ифигенија во Авлида. Низ устата на Ифигенија која водат на жртвување, таа вели: "О, мајко Пелазгио, о родна Микено." Значи Микена е пелазгиска. Херодот зборува за Атина пелазгиска. Сега да прејдеме на венетите. Ова е збирка на стари карти и објави Илија Петрушевски во овој атлас. Картите се наоѓаат во универзитетската библиотека. Не можеме са сите да ги покажуваме. Кој сака може или во овој историски Македонија на стари мапи, или да си појде во универзитетската библиотека и ги најде на децетина карти. Јадранското море е запишано со две имиња. Венецки залив, Венецки залив или Голфо Венише и Маре Адриатик. Значи, Јадранско море е Венецкиот залив, на север се Венетите. Гај Јулије Цезар, најголемиот римски император. Книгата му се вика Белешки од галските војни. Вели, најголеми морепловци на Медитеранот се Венетите. Тоа значи нашиот сој. Да. Ги држат сите мориња, дури не плаќаат такси од сите што поминуваат, а лошо име што не ја почитуваат власта на императорот. И сега гледате кој апсурд. Оние диви словени што со трски уста го минаа Дунав, на Медитеранот биле најголеми морепловци во времето на Цезар, тоа е пред Христа. Тоа се големи илузии. И Тит Ливи, римски историчар, антички римски историчар, од основањето на градот Рим му е книгата. Тој зборува за две групи кои што преоѓаат од Македонија на Апенинскиот полуостров по Тројанската војна. Едната е под водството на Антенор, се истоварува на северот од Јадранот, местото кај што се вели го нарекле Троја, бидејќи се тројанци, а најубавиот град што го изградиле Венетија. И целата област по нив е наречена Венето. Друга група пак трга од областа, под водството на Енеја, водачот на дарданците во Тројанската војна, се истоварува преку Сицилија на средишниот дел на Италија и таму местото кај што искрцале го нарекле Троја. Гледајте, се од македонскиот полуостров потекнува. Сега, ќе замолам режијата да пушти неколку артефакти. Прво би сакал
да пуштиме картата од книгата господина Петар Поповски, од неговата последна книга, на која што се она што го зборувавме, односно што сега зборуваше господинот Поповски, да го видите на карта изработена од западни автори. Центарот е Македонија и раздвижувањето на населението во сите правци иде од овој македонски полуостров, кај што е најстарата цивилизација. Да. Што зборува таа само телеграфски? Таа карта зборува за тоа дека во објективниот западен свет веќе е совршено јасно од каде потекнуваат европските народи. И тука е многу илустративно изработено. Значи дека одат на исток, на северозапад и на југ. Така се движел пелазгискиот елемент од овие простори на други етнички, заправо просториот и не постоеле етнички други простори. Зашто имало пренаселеност, да, каде што се поволните услови за живот. Отворале, каде што се отворале нови простори за населби. Друга, вториот артефакт ќе замолам режијата. Ова е карта на западна Европа. Значи молам да ја задржите картата. Внимателно погледате, на северот и дале имате Венети, и во северозападна Франција на Атлантикот исто Венети. И ова не е од македонски извори. Ќе замолам режијата следната карта. Тоа е карта на овој македонски полуостров, во каде што во Солунскиот залив го гледате градот Енеја или Ајнеја, некој го запишуваат. Градот наречен по Енеја, водачот на дарданците во Тројанската војна, кој според Виргилиј е најголемиот римски поет од Македонија, трга од Бригиското море, тој го нарекува Бригиско море, стига во Италија, во централниот дел, и таму се населува. Она што го зборувавме пред малку, еве го и на карти. Сега уште два интересни артефакти кои зборуваат за венецкиот, словенскиот карактер на жителите на овие простори, на југот од Европа. Следното е, ова што ќе замолам, значи, четвртата фотографија, тоа е етрурска фреска, на која во левиот ъгол го гледаме богот Перун, троглавиот бог со копје во раката, на неговата глава пишува Перун. Сега, внимавајте, нас историјата не учеше дека Перун е словенско божество што ние сме го доделени во 6 век од зад Карпатите. Меѓутоа, интересно е што римските научници овој артефакт, оваа фреска ја датирале 6 век пред наша ера. Неа е Перун 6 век пред наша ера. Ја донесе господинот Билбија, кој долги години истражуваше, не овој Билбија нашиот, него оној србинот Билбе, кој истражуваше долго време по италијанските музеи и го цитираше во својата книга Стариот европски јазик и писмо на етруците и каталошкиот број 5364 под кој што е заведена во римските музеи. Богот Перун, наводно словенски 6 век пред наша ера, и последниот артефакт за вечерот што ќе видиме, тоа е една плоча, мислам дека ја најде Ранка Кујич, академик на Велшка академија, ја спомнува и господинот Петар Поповски за своите книги, ја најде при еден случаен ископ, односно при еден пореден дожд, во близината на Призрен, плоча на која се гледа Јарон праоцен. Можете јасно да прочитате, така почиња тој текст, датиран е измеѓу први и трети век од новата ера. Од каде ова писмо? Ако навистина словените од Карпатите дошле во 6 век, и од каде Јарон, божеството на жештината, топлината, имаме и Божица Јара. Сето ова зборува, како што каже самиот господин Поповски, дека пелазгите од генот на венетите биле распространети на целиот европски континент во исто време и тамо и овде. Сега и да мислите, сакам да завршиме со едно прашање.
Каде се сега венетите од овие простори? Телеграфски. Мораме да привршуваме. На истите простори. Никаде не се Ама во отиде. Британија ги нема. Да. Ниво од венети не се ословени. Во Франција ги нема. Во Шпанија, во Баскија ги нема. Во Италија ги нема. Швајцарија, Германија, Скандинавија, на Секаде. Крит, на Пелопонес. На целиот европски простор, значи, ариевците така се нарекуваат во современата објективна наука. Значи, тоа се ариевци, древни венети, антивенети, потомци на пелазгите. Како да прават истории, што да прават, ова мора да го прифатат. Не само по тоа што Тоа е се вред. Јас видам каде е јазикот сега. Нивни. јазикот се менувал, па јас сум... Асимилирани, насилно. Не асимилирано, него Геноцид. се создавал нов јазик. Па ја го спомнав во претходната емисија. Научникот кој што им ставил на знаење на западните земји да не го менуваат јазикот, туку да си го продолжат да си го негуваат својот мајчин јазик, И тоа тие што не го добуваат. донесле на овие простори. Така што Ама станува тие- збор за ама тие го ревегар. Сакаат да го кријат ова, сакаат да го сокријат. А ова е, јас сепак би го третирал како геноцид. Вие Па- таква популација, да јас нема од британски острови, од Франција, од Австрија, од Италија, од Германија. Тоа е геноцид. Геноцид е направен врз самите себе си. Зашто? Зашто тие сакаат да го пресечат тоа родовско стабло, значи од каде потекнуваат, ние сега или корено да се страдаме го од своите. пресечат. Тие не се свесни што прават. Сепак некој мушал ви страна прсти. Тоа ли е причината што сега жестоко не притискат да се забришеме, да се избришат трагите на овој злостор? Тоа е главната цел. Страдаме од своите. Јас минатиот пат кажав дека тоа потекнува само од една земја која сака да создаде една минорна нација, грчката нација да издигне во земја, односно народ со кој почнал животот на нашата планета. Тоа е целта, да се не само да се обезличи името Македонија и на македонскиот народ, туку да се уништи едноставно, да го нема, да не постои. Ете веќе нас не предупредуваат дека сега после известно 3 месеци, 4 месеци ќе дојде до распаѓање на Македонија и до создавање на голема Албанија. Значи, ќе има поделба меѓу Албанија и Бугарија на македонските етнички простори. Така подготвуваат. Тоа се подготвува, колку ќе успее тоа, зависи од нас. Не верувам, македонците. од нас зависи, се разбира. За жал времето ни истече. Мораме да ја завршуваме мисијата, имаме многу да се зборува. Примерите не можеме, меѓутоа господин Поповски мислам дека беше сосема исцрпен, сосема ни ја долови популацијата на европскиот континент и што се случило сега веќе гледаме, а не збриша од британските острови, од Франција и Италија, сега сме ние наред. Кој ќе биде после треба да се запрашаат нашиве соседи, треба да бидат толку паметни. А во идната емисија, за се ова што денес го зборувавме, ќе ги презентираме живите сведоци. Постојат илјадници живи сведоци, со илјадници години наназад. Тоа се топонимите, хидронимите, нисонимите, оронимите, теонимите, зборовите зачувани од древните народи кои што живееле на овие простори. И следната емисија, тоа ќе ни биде основната тема, да видиме што зборуваат живите сведоци. Благодарам за учеството. Благодарам и на вас. Благодарам и на гледачите за укажаното внимание. Гледајте ги репризите четврток 16 часот и недела 9 часот наутро со нови содржини идниот вторник 18:30. Благодарам уште еднаш и останете со програмите на телевизија Сонце.